Заменикот на председателот на владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација со економски ресурси и инвестиции Фатмир Бидики денес се сретна со дел од штипската бизнис елита. При посетата на една од најуспешните фирми во државата, Штипска актива, вице-премиерот за економски прашања не ја сокри својата импресионираност од амбициозната реализација на проектите на овој капитален стопански субјект. Фатмир Битики го напомена добриот владин проект за истретман и поддршка како на странските, така и на домашните компании. За Штипска актива, 35-та поред од 200 најуспешни фирми во државата. Го посочи 30 милионскиот обрат на европска валута на годишно ниво и 4 милионскиот обрат во најкризната година. Владината поддршка за следните 5 години добредојдена за штипското стопанство, развојните планови на фирмата во која се вработени 500 работници од Штип и останатите градови до истокот. Дека може со добра желба и добра поддршка од страна на државата да се развива понатаму и биде конкурентна. Имено, Актива Штип во 2018 година потпиша договор за финансиска поддршка на инвестиции од страна на државата, кај што ние како влада укажавме дека ќе ги следиме нивните инвестиции во наредниот циклус од 5 години и веќе дознав денеска дека во нивните планови со нивните странски компании веќе следната година ќе направат дополнителна инвестиција од 7 милиони евра, која што секако ќе биде поддржана од страна на владата. Великодушно и со големо разбирање кон помалите фирми, сопственикот на Актива Иле Николов изјави дека оваа фирма не аплицирала за владиниот сет мерки. Во делот на сетот мерки за конкретно за ковид значи 19 што е кон компаниите, ние не сме аплицирали, ние немаме некои бенефити во тој дел. Ние сме од поголемите компании кај што и јас прифаќам дека мора да се помогне прво на помалите компании кај што навистина се многу повеќе загрозени. Ние некако се снаогеме у сета оваа работа. За нас е многу поинтересни економските мерки во делот на развојните можности, каде што и текако ни се и до сега ни помогна и се надеваме дека и понатаму ќе ни помогнат во одредени финансиски средства. Во однос на исплата на субвенциите, вице-премиерот истакна. Исплатата кон сите земјоделци, без разлика дали се тоа сточари, лозари и други гранки во земјоделието и стоčarството, не е загрозено. И како таков, навистина не гледам потреба воопшто ни да се штрајкува. Но ако има било какви информации, еве ја ги повикувам да дојдат во мојот кабинет, ќе ги разговараме и мислам дека нема потреба да креираме ситуации на паника, затоа што неам информации дека има загрозено исплата на субвенциите. Видно изменет модел за помалите стопански гранки кои ќе добијат поголема поддршка во период на криза. Такви во периодот на апликација во време на пандемија се 777 фирми на кои ќе им се направи селекција и за кои државата ќе издвои 20 милиони евра поддршка за домашните фирми, од кои се очекува годишен обрат од 100 милиони евра. Субвенционирањето на плати ќе се применува етапно од наредниот викенд, а според препораките на Битики нема место за паника. Исплатата на субвенциите кон сите земјоделци не е загрозена.